Не. А така ве разбрав. Не, тоа беше страшно. Да. Но тоа се знаете како политика е. Политика е многу често знае да биде нечиста работа. Може да има многу тешки компромиси. Некогаш политичарите го прават тоа за поголеми каузи, за поголеми цели. Јас зборам за ова клиентелизација низ целото општество, во сите поли во општеството. Каде што практично ние после тоа, после владењето на Груевски, не видовме дека се подобруваат работите. Напротив, видовме дека и во СДСМ имало расипани јаболки. Кога ставите расипана јаболка во кошницата, знаете што се случува. И другата јаболка се расипува, и третата и четвртата. Тој тип на клиентелизација, тој тип на владење, мислам дека се уште СДСМ влече опашки од тоа и се уште не е ограден од тоа. Прашање дали може да биде ограден дали може да се огради во сегашнава ситуација. Вие мислите дека треба да се огради? И на кој начин, доколку вие би биле сега пример, повторно подпредседател на СДСМ, им велите на вашите сопартици, ние мора да се одградиме од тие работи, сметаме дека тоа долгорочно ќе биде добро за партијата. Како би го направиле тоа, мислам, на кој начин? Ние зборувавме И дали има потреба, првенствено тоа? Апсолутно има потреба. Нема нов почеток за опозицијата или СДСМ како стожер на опозицијата. Нема нов почеток без оградување од тие работи, бидејќи нема да може да привлече доволно гласови за да може да претендира еден ден да победи на избори. Фондот на гласови во левицата наспроти десницата е помал. Како чиста бројка зборувам. Повеќе има десно ориентирани гласачи во Македонија, зборувам се македонскиот, етнички македонски, отколку лево ориентирани и либерални. За да се победи ВМРО и да се парира ВМРО, после ќе кажам што тоа значи како победа или што тоа значи за евентуална нова власт на СДСМ во некое догледно време, тој фронт мора да се окрупни. И мора да луѓе кои што до вчера оделе по тие улици да шараат на револуција да речат, слушај, овде има промена некако. Дај да видиме што е таа промена. Дај да видиме дали пак ќе не прелажи. Мислите дека СДСМ би добила и друга шанса доколку има промена на раководството? Тоа е тешко прашање, но мислам дека во оваа констелација нема шанса. Знаете како? Во партијата, јас сега немам таков контакт, но имам и контакт со луѓе што ги знам. Се знае дека да СДСМ ќе изгуби на следните избори. Тоа не е јас да го кажам сега, па вие да ми речете, ти си ваков ја предаде партијата или така, без разлика што не сум таму. Но во партијата е јасно дека нема како да се победи на избори со овој тип на политика и со овој тип на структура. Тоа го знаат и луѓето во партијата. И во СДСМ имало разни промени во минатото. Се правеле коалиции во рамки на партијата, еден со друг бил, па се зменувале тие коалиции, па едни со други, во внатрешпартиските битки. Но сите знаеме дека ако нема мек преод после евентуални изгубени парламентарни избори, ако не постои мек преод, каде што едните ќе речат, окей, сваќаме што е работата, ќе се повлечеме, ќе отидеме во втор, во трет ред, нема да може да се направи нова игра или нова приказна да се. Тоа што се случува во моментот, која е вашата крајна цел? Како луѓе кои што барате реформи во партијата? Сега вие ме прашувате за настанот разговори за едината. Апсолутно, да. Настан кој што беше дебата, кој што беше настан, кој што беше еден настан беше, на кој што беа поканети околу 30 на луѓе, поканети со свој индивидуален капацитет. Јас дојдов како Гордан Георгиев таму. Другите дојдоа со своите имиња и презимиња и со својот габарит. Мојата приказна таму и мојот влог таму, ако сакате, или моето учество на таа дебата, или мојот услов да седна на таа маса беше, кога разговарав со другари, пријатели, познаници што ги знам, е дека јас нема да седам ќе бирам на кои маси седам. Нема да седам на маса со корумпирани луѓе. Нема да седам на маса со непристојни луѓе. Во моментот во Македонија, тоа е далеку сежна теза. Мислам дека главната поделба во државата не е на СДСМ, ВМРО, ДУИ и ВЛЕН. Него главната поделба мораме да направиме, бидејќи ако не ја направиме, немаме шанси за успех за држава. А таа е на корумпирани, наспроти некорумпирани. На пристојни, наспроти непристојни луѓе. Или луѓе кои се сакат државата и луѓе кои повеќе се сакат партијата. Можете да сакате партијата и да сакате државата, така? Апсолутно така и треба. Така и треба, и тоа е идејата. Но велам таа дистинкција, корумпирани наспроти некорумпирани, е главната поделба на која што ние треба да се обединиме. Бидејќи премногу ни е разјадена корупцијата и премногу ни навлезена во сите пори и ние не можеме глава да дигнеме од неа. Добро, кој ви е следниот чекор? Направивте една дебата? Да, дебатата беше фина.
таа беше по овие Chatham House Rules, не знам зашто толку се возбудија, бидејќи тоа се стандарден тип на дебати, кај што може поопуштено да се разговара, и темата беше иднината на Македонија. Мојот став таму, бидејќи немам право да ги кажам другите ставови на луѓето, мојот став беше дека сум многу загрижен. Сум многу загрижен за државата во која што живееме. Јас имам 3 деца, имам семејство тука, сум се вратил од Англија, од Франција, од студии и од работа во Македонија. Сум сакал да бидам во Македонија, сум дал некаков влог за оваа држава, сум влегол во партија за да дам некаков влог. Но сум многу загрижен бидејќи мислам дека Македонија има структурен проблем и ако не го решаваме тој структурен проблем денеска, утре не знам како ќе ни изгледа ова парче земја што еве согласуваме ке јас и вие го сакаме. Добро, што ќе направи Гордан Ѓорѓиев за тој како човек што си ја сака еве државата, за тој процес или тој тек како што вели дека постои да го промени на некој начин? Да, па прво вака, прво мислам дека оваа порака на тоа околу кои теми треба да се обединиме, мислам дека е многу важна. Зошто е важна? Членовите на партиите, СДСМ, ВМРО, ВДУ и ВЛЕН, имаат еден став, голем број на членовите, дека еве СДСМ, дека сите од ВМРО се лоши. Дека се што е у ВМРО е корумпирано, отровно националистичко, значи сите најлоши атрибути. И обратно. ВМРО-ците мислеа дека во СДСМ се што постои е лошо. Тоа не е возможно. Јас работам во мојата организација, вие знаете од прилика што работам. Значи јас обучувам и млади од СДСМ, од ВМРО и од ДУИ од ВЛЕН. И пратеници од СДСМ, од ВМРО и така натаму. И комуницирам со тие луѓе. Не е можно да нема добри луѓе од таа страна. И ние мораме добрите луѓе да ги извадиме на рамноденица, се вика тоа, на светлина. Да пробаме да ги извадиме, кои што ќе можат во одредени ситуации да се видат таму од другата страна на партијата, на ВМРО, да кажеме, и да се договориме за некои работи. Ги кажам кои работи може да се договориме. Ве уверувам дека ако има луѓе без багаж, без како се вели она жици, куклен театар и така натаму, ние ќе можеме да се договориме за темите. Како ќе коментирате реакцијата и на претседателот на СДСМ Венко Филипчи на партијата по вашата дебата? Искрено јас многу се изненадив од жестоката реакција. Не очекував така, бидејќи не беше ни тоа. Се они веројатно препознале некаков фронтален напад или не знам што, бидејќи таму навистина имаше и луѓе и од СДСМ, но другата половина беа луѓе што никогаш не биле во партија, кои што некои јас ги поканив, некои другите ги поканија, кои што прифатија да разговараат на темата што правиме со државата. И заедничкиот именител со државата на таа среда беше дека сме многу загрижени и дека сакаме нешто да помогнеме. Мојот личен влог како таков не е во партијата. Ние се шегуваме малце како сум дошол во партијата и кога сум излегол. Значи само 4-5 години сум бил таму. Јас нема да бидам дел од партијата во иднина. Значи не претендирам да бидам во никакво раководство, во некаква иднина која ќе заврши парламентарните избори. Мојот личен влог кон ова општество е да се обидувам преку јавни настапи, бидејќи секој си го наоѓа, знаете, местото во општеството. Или си го доделува себе си, па после е прифатено или не е прифатено тоа место во општеството. Да делувам помирувачки ако можам, визави политичкиот противник, визави процесите, да се обидувам да најдам содржатели заеднички кои што ќе не обединуваат, а нема да не раздвојуваат, да влијам преку јавната сфера, тоа што го правам со мојата работа во Форум за разумни политики и го правам со многу страсти, со многу љубов. Но во СДСМ ќе се случат промени. Тоа сакав да ја прашам, дали сега за ова што го кажувате, вие практично можеби малце се дистанцирате од страна од тоа што е барање на Ивановски, на Емилијан Станковиќ, тие директно барат, треба да се отиде Венко Филипчи ова гарнитура во раководството од партијата, бидејќи потоп ќе им се случи, така вела. Видите, прво вака, таму беше таа група нападната, непристојно нападната, бидејќи ви кажав, има луѓе кои што немаат врска со СДСМ никаква. Дека е фракција, како вела, знам 2-0 и така натаму. Ниту е фракција, ниту е знам 2-0, ниту таму некаква идеја или се разговара што се прави нова партија. Но загриженоста за опозицијата, за СДСМ постои како тема, таа не постои само на таа маса, постои на секаде из Македонија. Постои ке луѓето кои што сакаат да видат на ова општество дека може на оваа власт да парира некој на еден конструктивен, на еден добар начин, на кој што ќе може да се договориме за важните теми. Сега, ако појдеме од тоа дека ќе има предвремени парламентарни избори, во април се зборува, можеби нема да има, но после тоа за година дена се редовните избори.
Членовите на СДСМ, мислам дека раководството го знаат дека ќе биде многу тешко да се направи добар резултат на тие избори. Не заради масава што седела и што направила една дебата или ќе направи уште 5 дебати на темата разговори за еднината. Туку заради тоа што структурен е проблемот, ви кажав, доаѓа од темата која што се провлекува од времето на владењето на Зоран Заев. Добро, ма дали мислите дека со ова сега што действувате, вие практично, ако тоја евентуално губиток на изборите, дека практично може да го направите уште подлабок? Дали мислите повеќе практично да зошто? Дали мислите дека би било покорисно доколку оваа дебата наместо на дебати како што ви организиравте, да се оди да се разговара директно во СДСМ, натре да се решават партиите? Ама тоа нема никаква врска, затоа што ние разговараме. Сме се видели, јас сум се видел, јас и по мојата и преку мојата организација и така. Јас сум држал обука на СДСМ, на ова СДСМ на Венко Филипче. На почетокот јас сум држал про бона обуката, пошто сум мислел дека треба да има добра опозиција. Нема простор таму за никаква? Не се работи за простор. Ние сме разговарале, едноставно треба да разберат некои од сегашните актуелните и пратеници, и раководство, и тие што седат позади таа приказна, ако е тоа Заев и така натаму, дека доаѓа време кај што мора да се направи ресет на приказната. И тоа се природни процеси во партијата, не е тоа нешто страшно. Тоа значи дека некои луѓе треба да се повлечат, ако е одимот на јавноста кон нив е таков, дури да не биле виновни за некои работи. Дури едноставно да биле во тоа време и вршеле политики кои што после тоа катастрофално изгубиле избори. Треба да се повлечат и да возможат некаков мирен, не тоа трансфер, него мирен преход кон некакво ново раководство кое што ќе може да има. Бидејќи Филипче, мислам дека и во телевизиско интервју јавно ве повика да дојдете во партијата, ќе ве прими, ќе разговараме. Не е тоа спорно, знаете како? Еви да разговараме. Еве ги темите на кои што би разговарале. Тоа не се теми кои што се тајни за една партија. Сега, загрижените членови на СДСМ и добронамерените го велат, ги слушам јас тоа. Дојдете во партија, тука ќе дискутираме и така натаму. Ова се теми кои што нема потреба да ги разговараме тајно, бидејќи ги знаеме кои се и они ги знаат кои се. Ме разбирате? Едноставно ние мораме да влеземе во тој процес, дури мојот став е, а мислам дека и на другите на масата, дека треба да се поддржи СДСМ. Ова СДСМ. Да има добар резултат на изборите, колку што може повеќе. Прашање дали ќе успее тоа, бидејќи навистина лоше застојуваат и лоши се. Ама како ќе повика за помош кога се бара смена на раководството? Да, но тоа ќе биде после изборите, Александар. Никој не бара пуч во СДСМ. Едноставно ќе завршат изборите во еден ден, дали ќе биде тоа април и дека пресудувате практично на СДСМ, вака и тие што ќе треба да трчаат условно кажано на изборите, нема да трчаат бидејќи поранешниот потпредседател вели дека дечки изгубени од стартова, што ќе се мачите. Ме разбирате, демотивирачки делувате. Вака, огништето, пламенот на опозицијско делување мора да се одржи. Тоа е добро и за ВМРО, тоа не е флоскула дека е добро за ВМРО. Они го знаат тоа. Дека без добар чек немате добар баланс. Тој пламен мора да се одржи. И затоа јас мислам дека треба да се поддржи СДСМ во овој процес, да направи резултат, за после тоа да се одигра големата улога на реструктурирање. Во таа улога и Венко Филипчек има своја роља на некој начин. Може да има дури мини историска роља. Да го возможи тој превод. Ке ме прашате како тоа се прави. Па, например, кој ќе ги прават пратеничките листи за следните избори, да се овозможи некои луѓе што дури били критичари. При тоа немојте да мислите дека јас или било кој од масата тоа. Ве разбирам кој видео, така. Да може да се овозможи некаков континуитет на некои луѓе кои што не биле контаминирани од претходното време. Не знам, ги има сега. Славјанка е таква, може би Фатмир Битичи и така натаму и така натаму. Кој би требало да бидат, да речеме, пратеници во новиот мандат. Тоа е важна улога што треба да направи претседателот на партијата. Ќе прашате кој да не биде на таа листа. Па Венко Филипчек не треба да биде. Баш во име на тој континуитет, во име на тој дисконтинуитет. После евентуален пораз на избори. Зашто не треба да биде? Бидејќи ние, ако сакаме да возможиме СДСМ и тие луѓе што ја поддржувале некогаш, што се вратат во големи бројки, ние мора да покажеме или мора да покаже СДСМ дека ги научила тие грешки. Какво е расположението во базата? Видите, контактирате ли со нив? Гледате, се ви кажам, не. Многу малку, бидејќи јас претпоставам дека стигнува нешто до вас како информација. Многу малку, но има големо разочарување, но има 120.000 луѓе кои што гласале за СДСМ на последните избори. Тоа се луѓе што се лојални, не се тоа сите клиентелисти. Има и клиентелисти.
Бидејќи црвот на клиентелизмот многу страшно влезе во СДСМ. Тоа го разјадува. СДСМ со големи лузни, кои што многу длабоко забраздуваат. Тие лузни мора да се излечат. Не може туку така да се излечат. Со прост премин, што се вели, од едно во друго. Што мислите, што е попаметно во овој момент, да се критикува раководството на СДСМ или да се критикува работењето на владата? Значи вака, во работењето на владата, јас лично се поаѓам. Го критикувам секојдневно, кога имам прилика за тоа да кажам. Некојаш пишувам, некојаш се појавам јавно и така натаму и така натаму. Кај СДСМ работата е многу отидена, многу далеко отидена за не се каже сега. И затоа мисля дека се направи овие разговори за иднината, дека треба сега да се кажат работите, за да може да проектираме. Па дури и тие што се во раководството да проектираат некаква подобра иднина на СДСМ, каде што они ќе бидат на страна. И тоа не е страшно во една партија, повторно ви кажам, тоа се природни процеси. Така Мицковски се огради на некој начин од Груевски, бидејќи гледате тоа е успеа на некој начин перцепцијата дека Груевски во Будимпешта, СДСМ ги направил измените во Кази и така. Да, тоа фазно одеше, меѓутоа дистинкција веќе кај граѓаните има. Така и претходно биле Бучковски, била Радмила Шкелинска, бил Бранко Црвенковски. Значи нормален тој процес и во партијата го разбираат тоа. И дури мислам дека ако се свати вака, како што кажам, добронамерно, бидејќи не е малигна идејата, бенигна идејата, убава идејата е. Идејата е за да се направи простор за подобро, поорганизирано, ако сакате и помалку клиентелизирано позицијско движење. Добро, што е следниот чекор конкретно што би го направиле во цел остварување нови работи? Искрено или немате таков некој систем? Не. Бидејќи вашите колеги условно кажано велат дека ова е само почеток, дека следните чекори набрзо ќе дојдат и нема да застанат додека не се остварат целта. Видите, целта ќе биде остварена секако. Што е целта? Дека ќе биде остварена ако СДСМ доживее лош резултат, сега ви кажам. Што и да е тоа лош резултат? Бидејќи дури членовите, овие 120.000 што гласале за СДСМ и по секоја цена, а гласале, и членовите знаат дека му треба на СДСМ нов тип на пат, нов трасиран пат. И следните чекори, во таа смисла, не е сега ние се препокуваме со раководството на СДСМ цело време. Као што кажав, идејата за разговори на иднината беше таа да се разговара за Македонија. Зошто владава е закочена, зошто нема ефикасни политики, зошто практично со таков легитимитет не знае да владее, не испорачува резултати и тоа има причини колку луѓе сакаат да влезат во власт, колку луѓе сакаат да бидат дел од приказна, колку добри и пристојни и некорумпирани луѓе сакаат да бидат дел од политичките процеси. Многу е тешко да ги натерате граѓаните во оваа опустошена држава во смисла на човечки капитал. Знаете дека е опустошена, многу луѓе замина, многу луѓе се гади од политика. Но таа што дневно ни ги утврдува нашето поведение или ги утврдува нашите патеки. Незадоволни сте од моменталните перформанси на владата? Генерално еве 2 години мандат? Можеме да зборуваме генерално, можеме и конкретно. Еве да почнеме генерално, па ќе одиме на конкретно. Видите, власт со толку голем легитимитет, со толку голема победа, се очекува да испорачува повеќе политики, се очекува да владее. Јас поаѓам добронамерно во процесите. И кон ВМРО, и кон ДУИ, и кон ВЛЕН, и кон СДСМ. И се обидувам да ги најдам добрите приказни и во власти, и во опозицијата, или било каде, во општеството. Кои се добри политики на оваа влада, кои што прво ми текнува на памет? Ја кажам прво за добрите. Па еве Safe City. Јас овде во ваша емисија со Илија Димовски мислам, беше дента кога се појави Safe City, го поддржав јавно. На прва го поддржав. И тука ме масакрира од сите страни. Ти си ваков, ти си... добивте за тоа коментари? Да, како можеш да... СДСМ беше против Safe City. Нелогично е тоа. Нелогично е да бидеш против за се и се што, бидејќи после стануваш нерелевантна. Исто како и ВМРО кога беше во опозиција. Да се вратам да не останам недокажан за политиките на власта. Значи, прво, не владее, нема ефикасни политики, не успева да генерира доволно добри луѓе по сите ешалони. Тенденции за корупција не ги гледаме на тој начин, не се толку појавни после колку е 2 години власт. Тоа нечега не постојат. Може би не постојат зашто имаме таква опозиција, пошто се брзани садови. Мислам дека на ниво на меѓуетнички односи не ги разгореа, како што знае ВМРО да ги разгоре. Мислам дека таа тема кај нив е делумно абсолвирана, она што беше оставштина
од груевизмот и од груевски. Во меѓународната политика се изгубени, бидејќи не знаат каде терат, зашто гледате вие не успеваат да конституираат една позиција, цело време терцираат на бугарските терцирања од друга страна. Ако сакате во земјоделието имаше катастрофален министер. Јас и се бавам со земјоделие полупрофесионално да кажеме, можам да ги видам политиките, катастрофални политики во земјоделието, добро што го сменија. Во образованието имаме министерка која што многу се труди, која што многу сакаше биде инклузивна, која што има своја партијска идеолошка позиција, но сепак успева да речеме да комуницира со повеќе партии. Јас сум бил дел од тие дебати, сум ги организирал кај што била министерка за образование со разни чинители од сите партии. Сме ги разговарале. Ништо не е страшно да се разговара во едно општество, дури да не се договориме. Која друга тема? Најголемата тема, слонот во продавницата за стакло, а тоа е правосудството. Тоа е клучот. Ние успеваме веќе да видиме дека од двете страни, ако согласуваме дека Заев не е според че нема правда, нема мир и влезе во правосудството на начин кој што влегува и претходно, ние гледаме дека таа работа не се променила. Бидејќи предпоставувам дека секоја власт, не предпоставувам, да знам тоа, секоја власт има интерес да има влијание во правосудството, а тамошните суди таму во целиот тој систем суди и обвинители повторно има расипани јаболки, не сите, но повеќе расипани јаболки кои што веднаш се сервираат, се само сервираат на секоја власт. И сега вие кога сте на власт и имате некакви интереси, финански, коруптивни и така натаму, не сакате да се лишите од тој голем лост кој што се вика правосудство. Добро, мислите дека сегашното раководство на СДСМ не доволно работи да се бори против овие работи, бидејќи речи се секој ден имаат пресконференции кај што обвинуваат за криминал, за корупција, за партиски вработувања, така натаму. Од таа гледна точка опозицијата може да се каже дека е активна. Мислам, барем така изгледа. Сега знам, ми гледате малце чудно и ми текна на вашиот став дека според вас се договорени за повеќе работи и дека тоа се представа за јавноста. Предпоставам така тоа одговорите го добивате. Ако граѓаните не сватат, вклучително и партиските луѓе и најтврдите партиски луѓе, дека постојано има договори на ниво на политички елити, изборниот законник е можеби помал проблем. Ова е процесот на амнестија, не во физичка смисла, ама во де факто амнестија, кој ќе си одите од власт, ќе станете опозиција и вице верса, дека тој постои. И постои од долги години, но веќе е установена пракса. Веќе практично не знаеме како да излеземе од тоа. Бидејќи знаете зошто? Го спомна пред некој ден баш Игор Ивановски на емисија Васко Ковачевски. Сеќавате кој беше Васко Ковачевски? Да. Не знаеме каде е. Бегалец од правдата. Со тешки обвиненија. И сега знаете како, партиите и ВМРО, и СДСМ и другиве имаат тенденција да кажат, абе нашето е. Дај го заштитиме пошто е наш. Како е мој Васко Ковачевски? Јас сум го промовирал во партија, близок ми е примерот, во времето кога бил председател на општинска организација Битола. И сум мислел дека е добар дечко и така натаму и така натаму. Но тој не е мој. Може би е ваш, ама не е мој, дека ја не сака населена на маса со корумпирани луѓе. И не може тоа да не штети на партијата. Партијата мора да се огради од таквото поведение. Партиите. Бидејќи ако не се огради, создава таков систем. Не се оградија. Зошто не се оградија? Бидејќи таму се поголеми теми и пошироки теми се. И кога сте влезени вие во таа пајажина коруптивна, едноставно морате да ги штитите и тие што се излезени пред лицето на правдата и се обвинети за нешто. Тврде шишилегов, мислам, од таму почна целата приказна и просто е фасцинантна. Вака цело време на тоа се навраќам, размислувам, а тоа е, како што видите вие, на договор на елитите на двете партии меѓу себе да соработуваат на определени работи, да не се гонат. Не знам, меѓутоа никој никогаш никаков доказ за тоа не покажа, освен негова перцепција на некој настан, некој што ги сврзува во нека логичка целина. Како да се убедиме дека тоа навистина постои, бидејќи ако постои, тоа е погубно за државата. Или имаме неформално широка влада, ама не знаеме. Да, тоа постои и не треба да имате илузија граѓани дека тоа постои. И дека тоа е еден од главните корозивни аспекти на нашиот политички и општествен систем. И тука нема бегање од тоа. Идејата, и повикот, и апелот, сега е мојата борба.
лична е таа, секогаш е лична, па после влегуваш во разни групи, е тој тип на премолчен консензус или премолчени договори да пробаме да ги разбиеме. Кога велите вие заедничка влада или заеднички или се договараат партиите на одредени теми, мојата идеја да може да се договориме на теми, но тие да не бидат тие теми, да бидат другиве теми што ги спомнав. Од чистиот воздух па натаму. Не, од нула да почнеме. Да, затоа што не можеме да убедим некој дека образованието немаме исти интерес. И ВМРО и СДСМ и дуи влензо како да направиме подобро образование. Можеме у детајли идеолошки да се разликуваме. Но не можеме да кажеме дека мора да биде против некој заради нешто само заради тоа што е од оваа страна, што е опозиција. Јас тврдам дека тоа делува разорувачки по институциите и по системот. Претпоставам дека времето ќе покаже дали е тоа така или не е така и доколку е длабоко отидено тоа. Знам дека се вие паси, ако може да кажам, на дворешната политика. Многу интересни работи се случуваат кај Бугарија, кај источниот сосед, од кога Румен Радев тамо е на власт, во извршната власт, практично има деклинација на првичната позиција на Бугарија во однос на Украина, што е нешто спротивно од ставот или надворешната политика на Европската унија. Дали тоа може да донесе некакви промени на кои Брисел ќе гледа кон Софија и тоа индиректно, како што велиме да бидеме некаква си колатерална добивка, ние дека на тој начин ќе добиеме можеби повеќе да се валоризираат нашите ставови, дека трпиме да не малтретираат соседиве со години политички секако. Да. Не ми е пасија меѓународната политика, земјоделието ми е пасија. Меѓународната политика ми е струка на некој начин. Јас сум политиколог, сум магистериум по меѓународни политики. Може не го употреби вистинскиот збор, но и пасија, да. Македонија, сега ќе почнем со Македонија, бидејќи тоа на крај ќе се сведе на таа тема, ја нема веќе удобноста да има некој трасиран пат, безбеден и видлив и предвидлив кон Европската унија. Бидејќи во меѓувреме со доаѓањето на Доналд Трамп се сменија парадигмите. Парадигма во светската политика. Значи големи процеси, идеолошки, параидеолошки и така се променија. Во таа променена парадигма Македонија останува небезбедна, необезбедена и не знае каде оди. Можно е да нема каде да оди. Бидејќи ние не знаеме што ќе се случува со Европска унија. Не знаеме што ќе се случува со светот, обременето со војни, со конфликти, со големи непромирливи работи. Ова со Трамп не е само сега се појавува па ќе заврши мандатот. Не мислам дека тоа ќе смени позицијата на Европската унија визави бугарската позиција кон Македонија, може да ја ослаби, но мислам дека кон Македонија влезе во приказната, влезе на патот, да го трасира патот кон започнување на преговори и Европска унија, тоа ќе биде предмет на поголеми, пошироки игри, во кои што Македонија само мора да биде конструктивна, да не биде на џон. Мене ми се чини дека оваа власт малтене папагалски сега го покажува тоа, дека ја држи таа тврда позиција. Дај Боже да преговараат, негде тајно или така натаму, ние ќе го поддржиме тоа. Добро, господине Ѓорѓиев, ви благодарам за учеството во вчерашната емисија. Да, еден час, помина времето, предупредив дека брзо тоа тече. Ви ќе благодарам за разговорите, за вашите ставови, кои што мислам дека јавноста требаше да ги знае, практично за сите актуелни политички теми во државата. Благодарам и вас за можност. Благодарам, почитувани ви благодарам и вам. Ова практично беше мојата последна самовистина. Останете со програмата на Канал 5.